Министерството за здравство денеска соопшти дека стапката на вакцинација со МРП вакцината во целата држава изнесува 98%. Во Скопје е 99%, а во останатиот дел од државата 97%. До сега вакцинирани се околу 36.000 лица со МРП вакцина на возраст од 14 годишна возраст. Од нив само во Скопје се вакцинирани околу 17.000. Во центрите за јавно здравје дополнително се аплицираат уште 6.189 дози на вакцини, од нив повеќе од 60% се здравствени работници, студенти и ученици во средните медицински училишта, останатите се контакти и лица над 14 годишна возраст. Од почетокот на епидемијата се регистрирани 1893 случаи со малиси паници на територија на цела држава, што представува најголема бројка во изминатите 20 години. Од Министерството укажуваат дека родителите ги послушале препораките за навремено вакцинирање на децата со МРП вакцина и опфатот од 89% преку епидемијата со морбили сега достигнува 99%. Крајот на епидемијата од морбили ќе биде прогласен кога два пати по 12 дена нема да има пријавено ниту еден заболен пациент со малиси паници. Остануваат на сила претходно препорачаните мерки и активности кои ги превзимаат центрите за јавно здравје, Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Од Министерството за образование и наука вчера потсетија дека родителите на децата кои треба да се запишат во основните училишта до 31 август треба да достават потврда дека детето ги примило сите вакцини. Без потполнет вакцинален картон, детето нема да биде запишано на училиште. Државниот санитарен и здравствен инспекторат од септември ќе го проверува вакциналниот статус на сите ученици, не само на првачињата. Според податоците на Институтот за јавно здравје во Македонија, околу 8.000 деца немаат примено МРП вакцина. Министерот Филипче вчера изјави дека иако бројот на новозаболени пациенти со морбили е драстично намален во последниот период, сепак се стравува дека епидемијата може да се прошири од 1 септември, кога децата ќе појдат на училиште и во градинка. Затоа ситуацијата внимателно ќе се следи.